3 нови случаи на западно-нилска треска се регистрирани во Македонија. Двајца од пациентите се хоспитализирани на инфективна клиника, а третиот на неврологија. Сите се над 60 години. Со ова бројката на евидентирани случаи се искачи на 11. Епидемиолошките анкети покажале дека дел од пациентите во изминатиот период не патувале надвор од Македонија, што укажува дека заразата ја добиле локално преку уботот комарец преносител на вирусот. Кај најновите случаи веднаш е направена дезинсекција на радиус од 200 метри на подрачјето Скопско поле, каде што биле потврдени 2 од случаите. За третиот од Велес се чека на епидемиолошката анкета за да се види каква е поврзаноста, објави министерот за здравство Клековски. Као и пациенти се прават претраги по повеќе методи на повеќе места, значи ликвор, секрети и други тестови. Секако веднаш кога се прават епидемиолошки анкети со нив. Оно што можам да го потврдам во состава на комуникацијата со Комисијата за заразни болести, која заседава по ова прашање, е дека надвор од случаите што се поврзани со Грција, има случаи што се дефинитивно не патувале надвор од земјата и со место на живење се во подрачјето на Скопско поле. Бидејќи се работи за повозрастни пациенти над 60 години, Комисијата за заразни болести ќе направи дополнителни анализи, па потоа ќе одлучува дали ќе има и нови мерки и дали ќе се прави ново прскање и дезинфекција од земја. 80% од случаите поминуваат асимптоматски и баш заради тие причини минатата година ние воведовме задолжително сезонско тестирање на даруваната крв на трансфузија за да обезбедиме дека даруваната крв нема да биде еден од векторите на пренесување на овој вирус. Значи, огромен број е асимптоматски, тие што се симптоматски се повозрастната возрастна група, значи 60+, и се поврзани со коморбидитети. Еден од пациентите на возраст од 76 години се наоѓа во тешка животозагрозувачка состојба на клиниката за инфективни болести, откако развил тешка форма на воспаление на мозокот. Директорот САНА соопшти дека тој е сместен на одделот за интензивна нега и е приклучен на респираторна поддршка поради критичната состојба. Здравствените власти апелираат до граѓаните, особено повозрастните и хронично болните, да превземат мерки за заштита од убоди од комарци, користење репеленти, носење соодветна облека и избегнување престој во близина на стоечки води во периодите кога комарците се најактивни.